Колишката Марија Куцева утринава ќе надружи од терен и јас се надевам дека пајак службата можеби нема некој нестрекник баш да најде на лице место, меѓутоа како и да е Марија ќе биде на една важна задача денес. Ако ништо друго, барем само ќе опомениме на тоа дека возилата не треба да се оставаат буквално секаде и дека не само што си превенирате ваша безбедност, ваша заштита, не пречите никому, од друга страна и си го чувате паричникот в джеп. Па така некако ќе дојде и ќе дознаеме секако под кои услови пајак службата може да го крене нашето возило. Се јавува често пати и дилеми дека прописно сум паркиран, за џабе ми го крена, но ете, ќе објасниме со паркинг службите повеќе детали за тоа под кои услови може да го кренат вашето возило. Тоа е некаде за 10 минути, но претходно продолжуваме со уште една многу важна тема, иако сме нели на почетокот на грејната сезона, прашањето околу аерозагадувањето и како воздух ќе дишиме оваа зима веќе почнуваат да се начнуваат. Се повеќе заради енергетската криза во која се стравуваме или плашиме дека ќе гориме се и се што во нашите печки, а тоа ќе резултира со позагаден воздух. Но како навистина загадениот воздух влијае на нашето тело, во продолжение дознаваме од разговор со пулмолог. Аерозагадувањето е честа тема во зимските месеци, особено поради фактот што времето е понеповолно и почесто се користат превозните средства, а голема улога во сето тоа има и чадот кој го произведуваат индустриските капацитети, како и грејењето. Најчести аерозагадувачи или полутанти се оксидите на јаглерод, азот, водород, суспендирани частички и испарливи органски соединенија, но како посебно јас би го издвоила смогот, чие што име секојдневно го слушаме, а представува една густа и непропуслива магла, мешавина од магла и чад или дим, кој што се формира над индустриските населби и градските населби, каде што во градските населби се формира од издувните гасови на автомобилите. А главна карактеристика на смогот е тоа што тој ја скратува должината и интензитетот на сончевите зраци и со тоа е причина за најразлични инфекции, посочуваат пулмолозите. Штетното влијание од аерозагадувањето го чувствува секој човек, меѓутоа најпогодени се децата, старите луѓе, хронично болните, имунокомпрометирани луѓе и бремени жени. Децата се најпогодена категорија од причина што нивниот организам е многу млад и се уште е во развој. Тие немаат можност да ги метаболираат, детоксицираат и елиминираат токсините кои што се внесени во нивниот организам, што возможува задржување на штетните материи подолго време и манифестација на нивниот негативен ефект. Всушност, најпогоден органски систем е респираторниот кој што секогаш е прв на удар, а децата дишат многу побрзо за разлика од возрастните, со тоа внесуваат и поголема количина штетни материи во белите дробови. Аерозагадувањето на респираторниот систем делува на тој начин што го уништува одбранбениот механизам на белите дробови, кои се активира токму во вакви услови кога е потребно организмот да се ослободи од токсини. Аерозагадувањето делува на тој начин што го пореметува одбранбениот механизам на белите дробови, ја пореметува работата и функцијата на белите дробови, така да тие стануваат сега многу подложни за надоврзување на бактериски и вирусни инфекции. Накратко, децата кои што дишат загаден воздух имаат многу почести респираторни инфекции и во горниот и во долниот дел од респираторниот систем. Кај нив има голем ризик за ран почеток на развој на алергиско заболување или влошување на веќе постоечкото алергиско заболување, а долговремена изложеност на аерозагадување секако е причина за појавот на хронични обструктивни болести. А она што е важно да се знае е тоа кои мерки на предпазливост е потребно да ги преминиме во услови на аерозагадување, за да можеме да се заштитиме од истото. Аерозагадувањето е комплексен проблем, неговото разрешување бара мултисекторијален пристап, односно учество на сите релевантни сектори и институции, како што се урбанизам, сообраќај, здравство, образование, но сепак нашата цел би била превенирање на акутни и хронични последици од аерозагадување, зашто се препорачува во денови кога аерозагадувањето е големо да не се предстојува во надворешна средина, барем до период додека се појави јак ветер кој ќе обезбеди воздух со подобар квалитет, а до
доколку е неопходен престој во надворешна средина во денови со високо аерозагадување, да се користат заштитни маски. Се препорачуваат прошетки или престој во предели со чист и свеж воздух, сите хронични болни да ја взимаат пропишаната терапија и редовно да ги обавуваат своите прегледи кај своите лекари, да не се предстојува во непроветрени простории или задимени простории, да се обезбеди поголем внес на течност, чаеви, супи, поголем внес на минерали и витамини преку зголемен внес на овошје и зеленчук. А покрај на загадениот воздух во надворешни услови, треба да се обрати внимание на квалитетот на воздухот во затворените простории, советуваат лекарите. Исто така, не само што збориме за загадување на воздухот во надворешната средина, треба да се внимава на квалитетот на воздухот во домовите и работните простории, така да колку што е можно помалку да се употребува гориво кое што има лош квалитет, например јаглен, односно препораките се да се користи чисто гориво и технологии на готвење. Да се користат шпорети кои што имаат ниска емисија на аерозагадувачи по согорување на тврдото гориво, да се готви во простории со добра вентилација, да се користат прочистувачи на воздух и во домовите и во работните простории, затоа што сепак и ќе апелирам на крај дека се зависи од нас возрастните, од сите наши активности и постапки, бидејќи детето е немоќно и не може ништо да промени. Аерозагадувањето е проблем на кој му е потребно системско решавање, бидејќи не може одеднаш и преку ног да се искорени, но факт е дека треба што побрзо да се приде кон тоа решавање, бидејќи последиците од истото по јавното здравје се огромни.